председателе. Благодарам на пратеникот за дискусијата, меѓутоа морам да потенцирам дека сум непријатно изненаден од паушалното гледање на измените на законот кој што е денеска во собраниска процедура, практично на комисијата. Ќе ви кажам зошто е поскратена постапка, почитуван пратеник, затоа што е блокиран целиот процес на распределба на државното земјоделско земјиште, а земјоделците неминуно го чекаат овој процес да трае во континуитет. Навистина жалам што давате на лоша квалификација за концентрација на моќ во Министерството. Ако добро го погледнете составот на комисијата кој што треба да ја врши распределбата, очигледно повеќе од лошо стоите со математика, затоа што комисијата брои 7 члена, од кои што 3 се од составот на Министерството, еден е од земјоделските здруженија, еден представник на заедницата на локалната самоуправа, еден е од кабинет на премиер и еден од кабинетот, односно од Министерството за финансии. Што значи дека Министерството нема концентрација на моќ, и е апсолутно погрешна тезата дека Министерството тоа го прави за евентуална некаква злоупотреба. Мислам дека треба во име на вистината да се знаат овие параметри. Разликата од претходната комисија, тоа што од кабинетот на вице-премиерот кој што имал представник е заменето со еден представник од Министерството. Ако сметате дека го нема позицијата на вице-премиер кој што учествувал во претходниот состав на распределбата на земјоделското земјиште, апсолутно се лажете, таму има многу отстапки, ама кој што кажавте, тоа ќе се го проверат институциите кои што се надлежни за проверка на тие работи. Во делот на продолжувањето на договорите треба исто така да видите потполно искрен дека во законот, односно во измената на законот стои дека секој оној кој што ги исполни условите и ги почитува законите ќе му биде анексиран договорот за земјоделско земјиште. Секаде каде што има отстапки, нормално ќе има нема да има продолжување, односно ќе има санкција. Во делот на пренамената исто така морам да констатирам дека паушално или површно го читате законот, мислам дека е повеќе од тенденциозно, затоа што во делот покрај тоа што заштитуваме од прва до четврта категорија земјоделско земјиште, треба да го дочитате измената на член 6, каде што има други алинеи, каде што се дозволува пренамена на земјиште кое што е неплодно, кое што е недоволно добро за земјоделско производство. Во делот на тоа што е од јавен интерес, мислам дека е излишно да се коментира, така да во целина овој закон кој што денеска е на комисија и практично е поскратена постапка е да го забрзаме процесот и во делот на анексирањето, кој што е премногу бирократски и многу е долг, и во делот на објавувањето на нови огласи кои што треба да бидат веќе во наредниот период, и во делот на продолжувањето на годините под концесија кои што претходно беа за едногодишни култури до 15, сега со овој закон се продолжува на 30, што исто така е позитивно поздравено од страна на земјоделците, и во делот на нормално давање на земјоделско земјиште кое што е веќе под долгогодишни насади во интерес на сите засегнати страни. Овој процес исто така се олеснува за да може да државата заштити и финансиски средства. Така да во целина овој закон кој што е комунициран со сите земјоделски здруженија, практично и со сите земјоделци, е многу добро поздравен. Скратената постапка ќе значи улеснување на бирократијата, забрзување на процесите и се она што можеби во минатото било по знак прашање, сега се додефинира. Благодарам. Благодарам.